Странските компании кои работат во слободните зони лани оствариле рекорден извоз на 3 милиарди евра. Во моментов во зоните работат на 14.000 луѓе. Според надлежните, фокусот во иднина ќе биде подеднаков раст и на платите и на продуктивноста. По нова година објавивме дека за прв пат во историјата на технолошко-индустријските развојни зони достигнато е рекордно ниво на извоз од 3 милиарди евра, велам рекордно во изминатите 15 години. Најголем дел од овие капацитети кои го билдаат македонскиот извоз се компании кои во земјава влегоа во времето на претходната власт и кога се промовираше концептот на слободни зони. Првиот човек на ТИРС, Јован Деспотовски, се правда дека допрва ќе имало инвестициски бум. Во фаза на преговори се дополнителни околу 300 милиони евра. Дополнително имаме 3 доста сериозни крупни инвестиции во делот на енергетиката, кои што се разговараат, односно се преговараат во рамки на Законот за стратешки инвестиции, каде што дирекцијата има носечка улога. Сепак бомбастичките најави од пред неколку години дека во Македонија ќе дојдат Google, Facebook и Microsoft, како и од други мегакорпорации, останаа само најави. Од ТИРС вела дека тие не ги најавиле. Не би имал коментар за тоа, бидејќи не беше моја најавата секако. Она што да кажеме во рамки на работна програма моја, меѓутоа и целите кои што ги поставив на почеток на мојот мандат, тоа е да донесеме инвеститори со многу повисока додадена вредност. Но и за оние компании кои влегле во земјава, нема податоци какви субвенции добиле. Во изминативе 3 години не се објавени детали за државната помош.